Здраво живо на сите. Како што минатиот пат најави мојата колешка Андријана, влегуваме во една нова димензија за МЗЗПР, поточно покрај оние интервјуа што ги правиме редовно со значителни луѓе во нашава професија, доаѓаме во ситуација да чекорот напред, значи луѓе кои значат во нашата професија, покрај интервју да ги поканеме на разговор. Разговор што нема да биде многу повеќе филозофско третирање на теми, него многу повеќе ќе биде разговор помеѓу двајца пријатели, а овој пат мојот пријател, драгиот професор Лазар Јововски, кој ни доаѓа, нема да те представам како институција, него ќе те представам како човек кој долго време се бави со прашањата поврзани со трудот, трудовото право, работните односи и така натаму. Исклучително битна тема заради тоа што мене пак животно значење ми е делов што се однесува на заштита права. Здраво. Здраво. Како си? Добро, Мил. Ти како си? Чек, неколку дена те влечка да се ме зафатен, прилично зафатен. Лазе, сакам да разговараме за работи кои се поврзани со теми кои ни се нас од животно значење и истите тие да ги третираме баш онака како што би ги разговарале јас и ти во една неформална среда. Како што ги разговараме. Како што ги разговараме, да. Баш и тоа беше идејата да во тие наши разговори ги вклучиме и луѓето кои не гледаат сега од таа страна. Решивме да почнеме со една тема која е премногу широка. Мислам дека ниту сите океани на земјава нема да ја соберат, а тоа е темата поврзана со трудовото право. Поточно, уште еден чекор назад, трудот. Што е за тебе трудот? Прво, Милан, ти благодарам за поканата, ти благодарам за идејата. Ова е навистина прекрасна идеја. Ја почитувам, ја поддржувам и со радосно срце сум спремен да помогнам да се вклучаме во ова што ти го работиш и навистина делуваш охрабрувачки ти и твојот тим кој што веќе со години работи на полето на, би рекла, како што кажи ти пред малку, заштитата при работа, иако нели терминолошки сега можеме да отвориме тука нова тема, нова дискусија, меѓутоа во секој случај навистина честитки, поздрав. Човек си кој што работи на ова поле, професионално си активен, но нема да бидам претенденциозен, ако кажам, а ти нема да ми замериш, дека покрај професионалноста многу е важно и човечноста, затоа што сликата за еден успешен човек не ја прави само неговата кариера и професија, туку се вкупноста на неговите карактерни особини, така да ти тоа го имаш и мене ми представува особено задоволство што како пријател со пријател и како професионалец со професионалец ке можеме да разговараме на оваа тема. Ме праша за трудот. Трудот тоа е мојата професионална определба, да го проучувам трудот како феномен. Ме праша што е трудот. Трудот е секоја интелектуална и физичка активност на човекот која што има за резултат давање на одредени лични или обштествени добра. Создавање на нови вредности. Да, создавањето на нови вредности е дел од карактерот на човекот. Психологијата на трудот го гледа тој феномен, тој аспект, и човекот како еденка, како битие, но и човекот во заедница, во група, тежне е, здраворазумскиот човек тежне е кон креирање на одредени вредности, на одредени добра. Тоа тежнење, таа, би рекол, креативна нишка, тој длабоко ја носи во себе човекот. И од тука задоволството кога ние на пример креираме преку дали интелектуално или мануелно или со физичка работа одредено нешто, кога ќе го направиме, потоа ни доаѓа многу често, не знам дали си забележал, задоволство. Си направил, например, ако си мајстор, столче едно убаво или маса или ме сеќаш, и кога ќе го направиш тоа, го гледаш и велиш и што е убаво, види ова како ми испадна на крајот на едно. Или правиме, јас правам труд, ти правиш труд, некој ја ви истражуваме нешто во наша област. Зашто приметувам сега кога ми кажеш? Ти имаш позитивна конотација кон поимањето на труд. Па да. Што ако го свртиме наопачки? Што ако биде негативна конотација на трудот? Што ако биде јас да земам да ти направиш труд, ја наместо мојот труд го ставам во
да кажеме некоја субверзивна мисија на твојот труд за да го дискредитирам. Тука се наоѓаме на раскрсница, одлично што го постави ова како прашање. Знаеш зашто? Трудот трудот може да биде во таа позитивна сватен и така треба да биде сватен всушност, но меѓутоа имаме и труд кој што би рекол продуцира вредности, ама може да продуцира и негативни вредности. И тоа може да се одразува на два начина. Индивидуално и општествено и пошироко. Кога е индивидуално, едното и другото е проблем. Што значи индивидуално продуцирање негативни вредности, негативна реакција? Кога човек е оптеретен од трудот, кога не ја сака работата, кога тоа што го работи не го прави со љубов, со кејф, што велат во народот, кога не го прави со позитивна мисла и со концептот на тоа дека создава нешто добро и вредно, тогаш трудот го обременува, ја би рекол, го поробува. И од тука трудот или ослободува или поробува на индивидуално ниво. Затоа многу луѓе кога одат на работа денес, велат народски им се враќаат нозете назад. Тоа може да биде одраз или на тоа дека не си ја сакат работата, или на тоа дека се психолошко вознемирувани на работно место, или затоа што Мноштво на работи. Причини стои една. Зашто мене ми идејата, например, кога разговараме за труд како концепт. Јас те прашувам ова затоа што многумина кога ќе разговарам, немам чувство дека разговараме за иста тема. Значи немаме заедничко назасе кога станува збор за труд. Да. Дали разговараш, да кажеме, со работодавачи, дали разговараш со работници, синдикалци, дали разговараш со административци, дали разговараш со ентузијасти, зашто често пати кога дури во еден наш претходен разговор некои форми на труд дури не ги препознаваме како такви. Него се доведуваме во ситуација дека некои форми на труд као си оди се подразбира тоа. Ти го спомнав во една прилика дури работењето по дома. Да, ние разговаравме, меѓутоа и за оние кои што не слушаат и гледаат, трудот навистина и се случуваат во пракса некои непознања, некои дилеми, некои мешања на нештата и во суштина треба да се разликува феноменот на труд е поврзан со човекот. Што и да правиме, ние сега што го разговараме е труд, интелектуален труд. Секако. Вложуваме во овој момент и пишуваме труд, го запишуваме таму. Така е, да. Не пишуваме, креираме труд, го запишуваме таму. Креираме аудио и видам. меѓутоа, интелектуален труд. Меѓутоа, се што работиме ние е поврзано со одредено дејствие, со одредено трудово дејствие. Меѓутоа, и дали треба да биде вреднувано? секое дејствување според мене треба да биде вреднување, не знам дали тука ќе се сложиме, меѓутоа треба да разликуваме оној труд кој што законот го признава како труд и оној труд кој што не е признат од законот. Еве ова наша добра волја би ја нарекол да разговараме на теми, да отвараме теми, нешто евентуално да постигнеме одредени цели во нашето општество, за сега про боно, bona fide, добра волја труд, труд кој што не се валоризира материјално и со закон не влегуваме ние во работен однос или некој ангажман, јас и ти или некој посебен договор облигационен или каков и да е. Меѓутоа, согласно законските прописи, трудот е и конкретно нормиран, за да може да биде ставен во една правна рамка, за да може да бидат определени услови на игра, да ги наречам, нормирани. Но, како што спомна, дома, кога усисива човек, кога прави, кога готви, тогаш тој труд треба да се валоризира, меѓутоа... Зашо ме наградат? Еве, ќе ти кажам лично искуство. Кога ќе ги видам фаците на моите дома, како вика, тато најдобри ребренца прави. Ете ти го, значи компензација. Точно. Така. Па тука допираш онаа компонента психолошката компонента. Не може да се трне трудот без психолошката компонента. Многу работодавачи кај оној нормиран труд го забораваат тој момент дека треба некој да ги пофалат работите, да им кажат абе добро ова го направи, абе ова одлично, ти како што го правиш, ретко кој го прави вака или никој не го прави вака како ти. Тоа значи за луѓето, како што и сам кажуваш, дома кој ќе ги видиш насмеани, супер е, меѓутоа... Па веројатно дека ти дома кога си правиш, кога ти кажат тато, види го, не да ти кажам, право, ја многу не готвам за волја на вистината, али дома нешто може да помогнам со така по-физички, и да, кога ќе ги видам, мене ме инспирира ако ги видам претходно на муртени, као дајте да средиме и одма влегувам и таа и тој момент. Тоа ми е многу интересно е вака кога разговараме, кога го симнуваме она поимање на труд на веќе секојдневни работи кои не се случуваат. Кога работиме во насока на тоа да си го подобриме животот,
да всушност обстојуваме. Значи, ако тргнеме според задоволување на собствените потреби, ако го симнеме трудот на она, како што го рековме, задоволување на собствени потреби, потреби на нашите блиски, потребите на нашето обкружување и добиеме награда за тоа, дали во форма на признание, дали во форма на компензација, дали Да, парична може да биде, да. Дали би можело тоа да речеме дека тоа е труд, затоа што веднаш имам едно прашање кое тука, дали војникот кој ќе загине во војна е компензиран за трудот? Во која смисла? Да те разберам поточно. Ако загине, во која смисла компензиран? Па видиш, ниеден од нас не доаѓа кога го зборуваме, кога третираме темава за труд. Никој го нема во главата онај дел на негативен ауткам. Она што се соочува нас секојдневие и зашто го поставам ова во овој контекст. Заради тоа што безбедноста и здравјето при работа или заштитата при работа никогаш не би била третирана вака како што е третирана, доколку си имав представа дека евентуално би имало негативен ауткам, негативен излез. Секој пат го третираме као нешто што всушност носи позитивни работи, компензации, потврди. И веројатно заради тоа се уште во денешно време ние кога разговараме за трудот, не ја зимаме компонентата на можни негативни последици, иако имаме позитивен пристап. Добро, те разбирам што ти е поентата. Ако ти имаш позитивен пристап кон нештото, кон трудот, кон трудовото дејствие, без разлика дали е правно регулирано или дома нешто помагаш работиш. Тоа не значи, не подразбира дека трудот нема одредени негативни, објективни ефекти кои што значат всушност согорување. Дали ме разбираш? Значи, штом влегуваш во трудово дејствие, дали дома нешто помагаме, усисиваме или не знам, еве правиш крилца, или работиш во фирма, во фабрика, во работен односи, трошиш енергија. Штом трошиме ние енергија, значи штом согоруваме, значи многу е важно да се свати дека се согорува на две нивоа, и физички и интелектуално. Ме разбира. Тоа е веќе апсолутно научно потврдено и докажано и признаено и од Светската здравствена организација и од Меѓународната организација на трудот и од Европската нормативна рамка. Така да дефинитивно штом ние работиме, иако нас не радува работата, ние треба да имаме една друга мудрост, една подлабока мудрост, да го сватиме трудот дека да, тој иако ни носи задоволство, например психичко, тој сепак делува на нас и не троши, но колку ќе не троши и како ќе не троши, зависи и од нас. Секако објективните фактори се тука, повредите при работа, несреќите што се случуваат заради XY причини, преземени, непреземени. Меѓутоа да, ние единствено ја советувам, ја на пример пошто ти се занимаваш со овој концепт на безбедност и заштита при работа. Значи, ја секогаш советувам на што и да правиме да влегуваме со позитивна мисла, да влегуваме со една позитивен пристап, затоа што на тој начин дури и несвесно ние се штитиме при работа. Концептот на базара невидливиот концепт. Колку повеќе си ја мразиш работата, колку повеќе не ја сакаш работата, толку повеќе си склон да направиш грешка при работењето, да не се заштитиш да направиш некој проблем. Тргна од тоа дека треба да она што го работиш, значи да биде признаено. Треба да биде компензирано. Треба енергијата која во суштина ја трошиш да ја повратиш или да ја обновиш. Точно. Као телефон да се напуниш. Треба. И ако те разберам на крајов, со што се согласувам, тоа што го работиш, мораш да го работиш со однатре, да те потекнува, со задоволство. Да. Сега, сите овие работи стајани на едно место, веројатно би го направиле човекот, тој што го нуди трудот, тој што го дава трудот, тој што го продава трудот, да биде задоволен со тоа што го работи. Колку луѓе познаеш такви? Па освен себе си и тебе, ретко познавам такви луѓе, ретко, искрено, значи. Мора и колегите дека да ги споменеме. Веројатно да не се гледаат позадин, но добро, тоа ти ќе кажеш, повеќе ти ги познаш. Но ретко познавам луѓе, јас секогаш, например, и со некои луѓе со кои што се работувам, дали во рамки на институција каде што сум вработен на факултет или надвор од факултет каде што се работам, секогаш се трудам директно или индиректно овој концепт да им го
продадам, да им го наметнам, а не со сила него да го засакаат, затоа што ако го живееме ова, ако си го живееме животот на начин на кој што од Бога ни е дадено како благослов да бидеме во една радост, во една понетност, во една позитива, дури и кога се случуваат негативни работи, сепак да гледаме светло на крајот од тунелот, тогаш што велат италијаните, la vita è bella, животот е поубав и покрај се. Сите се соочуваме со одредени предизвици и проблеми, но овој пристап дава една друга вредност, еден друг шмек и шарм на животот. Да не заборавиме. Ова зашто го зборувам? Не е ова празни муабети и празни бајки, ме сваќаш. Ова се базира и на искуство, но и на многу прочитани анализи, книги, и психолошки, и трудоправни и така натаму. И социолошки. Што е поентата? Бидејќи трудот е дел од нашиот живот. Ја спомнав на почетокот, не знам дали го забележуваме, реков од карактерот. Да, штом од карактерот, значи е дел од нас. Штом ние сме како креативни битија постоиме на планетава, функционираме, на тој начин ние живееме. Не можам да не го спомнам познатиот колега професорот Сорбона, кој што на самиот учебник по трудово право напиша le droit de travail, droit vivant, трудовото право на животот. Сега, кај е цаката, кај е евентуалната замка? Ако ние не сватиме во животот наш, даден на оваа земја да го проживееме, каде што 80, 70, 80% го поминуваме во трудови дејствија. Добро. Ако тоа не го фатиме како концепт дека ние тие 70-80% од действувањето треба да ги поминуваме во радост, во позитива, во одредена позитивна мисла, тогаш сме го промашиле животот. Да, ама гледај, имаш... Дали ме разбираш, кај е поентата? Јас те разбирам, него, знаеш, од бројните искуства, например, кои ги имам во смисол на интеракција со луѓе, разговори кои се поврзани за оваа наша проблематика, доаѓам до еден заклучок дека многумина од самите соговорници не се баш многу среќни таму каде што се наоѓаат. Сега тука ми се поставува една друга би рекол работа која или теза која всушност зборува за тоа дека дали всушност ние, иако тврдиме дека сме социјални битија, иако велиме дека трудот е тој кој не ослободува, ја користам на работа која во негативен контекст. За жал ја употребија нацистите Arbeiten macht frei. Да, работата трудот ослободува, да. Од друга страна доаѓаме ние во ситуација дали може тука да разговараме дека границите на задоволството на трудот најчесто се судираат со задоволството од другиот труд на соработникот. И најчесто заради тоа доаѓаме ние во ситуација да една со друга, да кажеме, ко позитивно наелектризирани, затоа што позитивно сакаш позитивно со позитивно, на крај ќе се одбие. Не се привлекуваат. Ретко е кој ќе најдеш ти ситуација кај што имаш позитивен и негативен, не сакам се да го гледаме позитивен и негативен во контекст на лошо и добро, него да се привлекуваат и да прават една симбиотичка врска. Овде го поставам ова како еден вид на тема за дилема, не заради друго, него заради тоа што како што реков дури на почетокот, воведот во овие серијали кои јас и ти ги правиме, точно ќе имаат за задача да ги допираат овие теми. Не пипнавме ништо од она што значи договарање, преговарање, пишување на хартија, пишување на закони. Збориме општо. Сега генерално тргнав на тоа што си подразбираме IT труд. Од овие 15 на 20 на минути колку што разговараме, повторно ќе речем дека е потребна веројатно некоја си дефиниција што би било конкретно за реално поголем дел од сограѓаните наши да дојдат и да подразберат што значи тој труд. Ајде, прво, пред да ти одговорам најконкретно на ова последно, ја би сакал само да се надоврзам на оној момент кај што го кажа пред малку позитивни со позитивни, па да се не се одбиваат. Знаеш што е моето мислење? Може би грешам, слободно можеш да ми дадеш и спротивно мислење, ако мислиш дека не е така. Јас ова го зборам се искуствено. Така е. Сум сватил досега дека не е проблемот позитивно со позитивно да се одбива. Не се одбива позитивно со позитивно во онаа духовна интеракција меѓу луѓе. Туку има нешто друго негативно што смета, а тоа е најчесто стравот. Човека на човека станува волк во моментот кога еден од друг се плашат, во рамките на трудот збориме. Значи, ако јас те гледам тебе како конкуренција,
Како конкуренција која што има за цел мене да ме загрози. Или, ако немам доволен духовен капацитет за твоите доблести, за твоите квалитети, кои што ги гледам, да ги примам, да ги абсорбирам во мене, да ги преработам во душата и во умот, Ја би ти ги поднедел дури да ги искористиш. па тука е моментот. Мудар човек би го искористил потенцијалите на колегата, на пријателот, на соработникот и на непријателот. Само човек кој што има една површност и кој што е исполнен со многу стравови, тој ќе земе веднаш гард, ќе заземе гард и ќе гледа како да го уништи спротивниот. Затоа што и тој е концептот на трудот кој што многу често нашите драги сограѓани се соочуваат во реалноста, во праксата, сада не премногу филозофираме. Едни со други, кавги, расправи на работно место, мобинг, проблеми, вака така. Сето тоа се крие подлабоко во тие стравови кои што испливуваат, конкуренцијата да не ме изе, да не... Дури, ако ги гледаш и економските теории, оние ја продуцираат конкуренцијата, велат, да, биди ти подобар од колегата. Јас знаеш што им велам на моите студенти, на првите предавања, пошто е вака наша прва дискусија, сега ќе го кажем. И onda каде без завршна мисла. Завршна мисла со дефинирањето, но поентата е, ние не сме повикани едни со други да се надпреваруваме, односно едни против други, туку да се надпреваруваме самите со себе. Јас да бидам денеска подобар од тоа што бев вчера. Јас да бидам подобар утре со таа тенденција од тоа што сум денес. Следното интервју да биде, или разговор, не интервју, разговор, да биде уште подобро од ова што е денес, затоа што имаме една, можеби, подлабока мисија, која што треба да ја споделиме. Ајде, дека да застанеме тука и да им кажеме на оние кои не следат сега. Значи, бидете надпревар самите со себе. Ние тоа ќе се тркаме самите со себе до следната недела, до следната емисија. Би ви препорачал да всушност се претплатите на нашиот канал, да кликнете лайк и што е возможно повеќе да го споделите ова видео и да разговарате, барем за темава која ни е добра. Се гледаме. Чао. Поздрав да сте.